Интегриран развој на човечките ресурси во прекуграничниот регион Македонија-Бугарија е уште еден во низата проекти кои што го реализираат партнери од овие две земји. Проектната активност е во рамките на третиот повик од ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија, а општата цел е поддршка на мобилноста, адаптивилноста и на условите за преквалификација на работоспособното население во прекуграничниот регион. Организатор на оваа активност е директоратот при Министерството за регионален развој на Бугарија, а од бугарска страна носител на проектот е фондацијата Стратос од Белица со партнер од македонска страна Сдруженијето Граѓански центар за одржлив развој ЕГРИ од Крива Паланка. Меѓу другото, со проектната активност се разгледува образовниот систем во средните училишта и на факултетите од североисточниот, источниот и од југоисточниот регион во Македонија, како и во Ќустендилската и во Благоевградската област во Бугарија. Во оваа насока во петокот на 26 септември во просториите на хотелот Турист беше одржана работилница на тема анализа на моменталната состојба во образованието и вработувањето во прекуграничниот регион Македонија-Бугарија, со фокус на македонскиот североисточен, источен и југоисточен плански регион. Работилницата ја водеа две дами од Центарот за економски и социјален развој, Анета Смит Гулева и Сузана Игнатовиќ Алексова, а истата беше дизајнирана за да го подобри разбирањето на постоечката ситуација во образованието и вработувањето, вработливоста кај институциите и фирмите од целиот регион. Методите кои што ги содржеше работилницата беа флексибилни и овозможија сите учесници без разлика на типот и на нивото, секторот од кој што доаѓаат, да бидат интерактивни и да можат да придонесат. Меѓу другото се дискутираше за образованието и човечките ресурси, дали едукацијата е во релација со потребите на пазарот на трудот, можности за едуцирање и размена на ученици, студенти во прекуграничната област, за економските оператори, компании и побарувачката на едуцирана работна сила за локалниот и регионален пазар на трудот, за можностите и за предизвиците за интегриран развој на човечките ресурси во прекуграничниот регион, како и можностите за реплицирање на позитивните примери на локалното и на регионалното ниво. Меѓу заклучоците и препораките може да се издвои дека образовната стратегија треба да се прилагоди на пазарот на трудот, на состојбата на локално и на регионално ниво. Инаку во работилницата беа вклучени 20 на лица главно од образованието, како и работодавачи и баратели на работа. Уште 40 ќе одговорат на прашалник. Врз основа на нивните согледувања ќе се дефинира дали и колку постои дебаланс во применливоста на образованието од другата страна на пограничниот регион, а во насока на апсорбирање работни места и вработување во соседните земји. Проект менаџерот од македонска страна Антонио Давидковски од ЕГРИ вели дека целта е да се истражи колку овој систем е атрактивен да привлече студенти од пограничниот регион и колку образованието е адаптибилно и применливо за пазарот на работна сила во двете земји. По-конкретно, колку нашите образувани и квалификувани кадри можат да се вклопат и приспособат на побарувачката на работодавачите од Бугарија, како и во Македонија. Во суштина проектот предвидува изработка на стратегија за интегриран развој на човечките ресурси во прекуграничниот регион, која што ќе биде базирана на основа на истражувањето кое што се врши на двете страни од границата, и во Македонија и во Бугарија. Проектот опфаќа истражување, он-деск истражување за глобалната ситуација во образовниот систем и можностите за вработување во прекуграничниот регион Македонија и Бугарија. Ние како здружение, како партнери ги вршиме истражувањата на територија на Источна Македонија, на македонскиот пограничен регион. Тука беа припремени прашалници од страна на независна консултантска куќа ЦЕСОР од Скопје, кои што прашалници беа поделени до образовниот кадар во гимназиите и во факултетите кои што постојат во Источна Македонија. Прашалниците беа одговорени и на основа на овие прашалници беа дефинирани фокус групи, 4 фокус групи, со кои што ќе се изврши, веќе се врши поединечна работилница за да се добие некоја подетална слика околу проблематиката што се разработува. Ова е втора работилница. Првата работилница се одржа во општина Струмица, каде што беа опфатени општините од југоисточниот регион. Третата ќе биде одржана во Штип, а четвртата најверојатно ќе одржиме во Крива Паланка или во Команово. Од работилниците, треба да се извлече, најбитно е да се извлече можноста за мобилност на образовниот кадар, на студентите, на вработувачите и на побарувачите на работа во регионот. До крајот ќе се завршат, зборам за активности од страна на партнерот ЕГРИ, ќе се извршат уште две работилници со дефинирани фокус групи, на основа на кои што работилници ќе се направи анализа на тоа што е добиено и заедно со истражувањето што претходно е направено, ќе се формира заедно нормално со истражувањето од страна на партнерот од Бугарија, ќе се направи стратегија за интегриран развој на човечките ресурси во регионот, кој што ќе биде промовирана пред жителите на Крива Паланка.
Како што информира организаторите, специфични цели на проектот се идентификација на тековните и неочекувани резултати за потребите на работодавачите и способностите на работната сила во прекуграничниот регион и развивање на стратегија за интегриран развој на човечките ресурси, што ќе влијае на мобилноста, адаптивноста и квалитетот на обуката во регионот. Во таа насока истражувањето и добиените резултати ќе резултираат со стратегија преку конференции и кампањи и ќе се пружи помош на работодавачите и на целните групи кои бараат работа, пред се студентите, преку промоција на веб-базиран портал и веб-платформа за e-учење.